По 2,5 години поминати во судења, одлагања и притисоци од различни страни, семејството Грбиќ од Кавадарци, врз чија 13-годишна ќерка, тренерот по стрелаштво изврши полов напад, смета дека правдата е задоволена, но не се задоволни од казната од 8 години затвор за стрелецот Благој Пешиќ. Ке се жалат и ке бараат поголема казна. Мајката на облюбеното девојче, Марија Грбиќ, вели дека изминативе 2,5 години на своја кожа почувствувале дека системот не функционира, оти место да го заштитат малолетното дете, луѓето од надлежните институции отворено застанале во одбрана на обвинетиот. 2,5 години низ системот, кој што можам да кажам дека беше повеќе наклонет кон обвинетиот, бидејќи во овие 2,5 години секое судење, секое одлагање на судењето беше по нивна желба. Значи, и затоа траеше толку. Тоа можеше да се заврши за пократок рок, бидејќи тие постојано бараја некакви си одлагања, причинки. А за сега пред месец дена да зборуваат како системот не ни функционира, дека толку долго време се влечи судењето, лицемерно, а сепак тоа беше по нивна желба и судот не им скрати ништо, значи ги испочитува нив, а во исто време ние сето тоа го доживувавме, нели? Покрај битката на суд, семејството Грбиќ секојдневно војувало и дома во Кавадарци. Ние сме во мал град. Кавадарци е релативно мал град. Да се живе во мал град е и клетва и благослов. Тука скоро сите се знаеме. Пред некое време имаше еден надпис на социјалните мрежи во Индија. Една ученичка го пријави директорот на школото дека сексуално ја злоставувал. Таа се самоуби поради притисокот од јавноста, бидејќи нели ние се шокираме некој човек на видна позиција, а направил некое такво дело. Нешто слично се случи и кај нас во Кавадарци. Кога излезе на социјалните мрежи дека еден тренер по стрелаштво направил нешто такво, односно тренер, не се кажа кој, тренер направил нешто такво на ученичка, првичните коментари беа да се обеси на плоштад, нели да се осудува, после се вклучи машинеријата, што би рекла јас на неговото семејство, да се дозна името, се вклучија, тие се неколку луѓе, не се многу, па демек негова черка е позната. Значи тука во Кавадарци се знаеме, не е дека нешто е големо, и се заврти приказната како всушност ние сме го направили тоа од корис, што е многу страшно и жално. Таа воопшто немала дилема дали да го пријави случајот во полиција веднаш откако нејзината ќерка во март 2017 година се вратила од тренинг исплашена и со одлука да престане да тренира. Пешиќ го извршил половиот напад пред почетокот на тренингот, ја допирал и ја бакнувал по вратот. Уште истата вечер по пријавата тренерот Пешиќ бил притворен, но мајката Грбиќ вели дека најголемиот шок за неа не биле ниту моментот кога дознала за настанот, ниту пак мачното пријавување во полиција и давањето искази во обвинителството во Велес, кое е надлежно за Кавадарци. Шокот беше 2 дена после тоа, кога наеднаш нели на социјалните мрежи тоа се случи, излегоја делови од извештајот, од исказот на ќерка ми. Значи, во време на истрага, колку јас што сум запозната, тоа не смее да се случи. Таму се вработени инспектори, полицајци кои што треба за нас да работат, значи во случајов да ја заштитат малолетната. Се сомневате дека полицајците го дадоа исказ? Па не знам. Значи не знам, или е од социјалната служба или од полицијата. Значи излезе дел, за жал делче за да може да се манипулира. Не целосно, него делче за да може да се манипулира, значи да се фрли не знам, нафрли вината на ќерка ми како лажела. Таа вели дека и самата била стрелец и многу добро разбира дека во секој спорт кога има тренинг се случува допир, но она што се случило на нејзината ќерка воопшто не било дел од тренингот.
Во намерата да се изборат за вистината, не ги поколебала и големата поддршка што тогаш ја добил тренерот Пешиќ. Се направи група на Facebook за поддршка на Шишко Благој и во незе беше тогашната директорка на социјалното, директорки на школи, наставнички професори, кои што и сега се таму. Сите тие што требаше да ја пружат Сите помош. тие всушност се луѓе на позиција каде што треба да дадат пример првично за своите деца, после како професионалци, значи тие работат со ученици. Тие му даваат на човек кој што му одределе мерка притвор, значи некој во судството одлучил и видел дека тој човек треба да оди во притвор, значи има основано сомнение. Ако ништо друго, барем да бидат неутрални, а не да заземат страна, во случајот заземаат страна. Значи таму имаше наставник во школото каде што учеше черка ми. И тука е шокот. Добивме писмо од социјалното како јас не сум соработувала со социјалното. Па како може да одам во социјалното да соработувам кога тамошниот директор му дава поддршка на обвинетиот? Значи одма го губите, ја губите довербата во системот. Секоја чест, значи на обвинителката и на судот. Во никој случај не подклекна. Имаше собир пред судот во Велес да ги собрале пензионери од плоштадот. Значи таму немаше ниту еден роднина од обвинетиот. Беа собрани и изманипулирани луѓе од плоштадот. И прикажано како му даваме поддршка на притисок врз колеги, спортски работници, наставници за да се подпишуваат петиција. Некој го подпише, нели? Мал град, што ќе речат другите, некој отворено му застанаа против тоа. Значи реално размислија. Поради недовирбата во институциите во Кавадарци, семејството Грбиќ за кирката одбрале психолог од друг град и советувал дека треба да продолжи со стрелаштвото како начин да го надмине она што и се случило, но по нападот таа не сака да се врати на тренинзите и покрај добрите резултати што ги постигнала за кус период. Мора да напоменам во време кога ги викнаа сведоци во негова корист, нели? Тоа беа таму тренери, помошни тренери, сите кажаа и го потврдија успехот на черка ми. Тие го потврдија успехот, во исто време дадоа поддршка на спротивната страна и не само тие, него и во другите градови. И никој не размисли дека се уништува еден талент, можеби иден олимписки првак.